Огревното дрво ќе се продава поскапо од минатата година. Многу тешко да се дојде до него, ќе се продава дури за 15 евра поскапо за разлика од лани. Освен зголемувањето на цената, проблем представува и недостигот на огревно дрво и во приватните складишта. Но место за загриженост нема за оние кои со дрва се снабдуваат преку Сдруженијата на пензионери. Имаме околу 750 пензионери запишано, тоа е вкупна бројка негде можда отприлike негде измеѓу 4,5 и 5.000 кубика. Пошто не можам да ви кажам точен број, многу од нив веќе и почна да се откажуваат, нели, заради сите овие проблеми кои што се сега присутни, нели, се соочуваме со дистрибуцијата на дрва, тоа малку подолг период, меѓутоа тоа не е само во Сдруженијето во Штип, тоа е на ниво на држава, така да тоа е малку поприличен проблем и сега ние комуницираме постојано со дистрибутерите наши, они викаат барем сега за сега дека тоа што е договорено дека ќе го исполнат. Меѓутоа сепак кај луѓето постои сомневање, пошто голем дел од летото више го изминува, а имаме ние за носење уште можда преку 3.500 кубика дрва. Ние немаме конкретно информација, дефинитивно званична, дека ќе се зголемат или за колку ќе се зголемат ако се зголемат. Ние направивме договор на кубик дрва буката 2800 денара, да во 2900 и остануваме при тоа. Ние нема да прифатиме повисоки цени. Испораката на дрва е во тек, но од Сдруженијето на пензионери вела дека во моментот е во застој поради актуелните пожари низ шумите, но дали поради ова ќе се намалат количините на дрва во јавното претпријатие Македонски шуми. Па дали ќе се намалат, сега тоа не зависи во секој случај од нас. Зависи тоа и од вие овај што сечат, што дистрибуираат, и од пензионерите. Сега некои од пензионерите може и да се ги повлечат парите, ако немаат трпение да почекат, уште ќе дојдат парите, ќе им ги вратиме, тоа се нивни пари. Па не, ние имаме ние договор овој заклучено до 15 септември сите дрва да бидат испорачани. Меѓутоа како се отработи, не верувам дека ќе се запази тај рок. Домаќинствата за грејната сезона се во паника, дека зимава ќе останат без огрев. Вела дека дрва нема, се поскапени. Па они се скапи и така сега уште ги качуваат. Тоа е многу стварно за нашиот стандард. Таа е голема цена. Ја мислам дека се и покачени. Покачени се. Не, покачени се, знам дека се покачени, ама за нашиот стандард стварно големи се цените. Па не е уредно да се покачува дрвото. Сега се теледарки. А у Скопје 4 викат пиле. Готово чекам преку пензионерска схема, кога ќе дојдат, не знам. Ја имам скоро още 2 рати, имам за плаќање и чекам, има дрвата ги нема. А сега слушам дека се качат, тежок живот ќе биде малку за дрва. Ама вела дека ќе нема доволно. И тоа што ќе нема, и ќе се качат и ќе не може секој земе. А што мислите, зошто ќе нема? Зашто ти се изче сега. Палат шумите, се изгоре. Се живо изгорува. Јавното претпријатие Македонски шуми ги испорачува дрвата за огрев кон сите со кои има склучено договор од ноември минатата година. Овде пред се пензионерските здруженија, но и другите правни и физички лица кои навремено склучија договор. За нив важи цената според договорот. Буката со превоз чини 2500 денари за кубен метар, а давот 1600 денари. Изјави за Канал Плюс финансискиот директор на јавното претпријатие Македонски шуми, Тони Јованов. Македонски шуми склучи договори со лицата во социјален ризик за снабдување со дрва за предстојната грејна сезона по повластени цени. Се претпоставува дека недостигот на дрва во моментот е поради ригорозните казни против кратците и актуелната забрана за движењето во шумите.